Тројца судии под лупа во судскиот совет за утврдување на нивна одговорност. Меѓу нив и осумничениот управен судија Мустафа Шанини за предметот со денационализација за кој не побарала иземање. Во нависокото судско тело кое именува, унапредува и разрешува судија ќе го оценуваат барањето за одговорност, па ќе формираат 3-члена комисија која ќе расправа за евентуална одговорност на судиите. Иста ваква процедура имаше и пред повеќе од една година кога судскиот совет формираше комисија за оценка на 5 теми на врховни судии, кои го ослободија бизнисменот во бегство Сеат Кочан, но комисијата се уште расправа за нивната судска одговорност. По промена на членовите на советот, комисијата доби нов состав, а јавноста и понатаму нема дали ќе има одговорност за врховната петорка, меѓу нив и председателот на највисокиот суд Јова Вангеловски. Сите постапки се во тек. Значи се работи по сите постапки, независно дали е Киро Здравев, дали е Јово Вангеловски, дали е било кој судија. По сите предмети се постапува и се земени во работа. Здравев воздржан во изјавата се повика на законот дека нема ингеренции да се меша во работата на комисијата, но дециден е дека извештај за оценување на одговорност на врховните судии нема. Може би се работи, меѓутоа извештај конечен нема. Кога ќе се изработи извештајот, истиот ќе биде предмет на разгледување на советот. А инаку да ви кажам дека немам намера, ниту досега како судија, па уште помалку сега како председател на судски совет, да штитам некој судија од било какви причини. Значи, во прашање објективноста и непристрасноста, не само на судиите, туку и на членовите и на председателот на судскиот совет. Во сите предмети. Токму шефот на Врховен Вангеловски досега се нема појавено во судскиот совет за да даде изјава пред 3-члената комисија која проверува дали има одговорност кај 5 теми на врховни судии. Лани во септември пред комисијата одговараше судијата Џемеили Саити, иако гласаше против да му сукине притворот на бизнисменот Кочан. Оделно според најавите ќе биде испрашан судијата Ристо Катавеновски. Откако комисијата ќе ја заврши расправата, нивниот заклучок ќе биде доставен до членовите на судскиот совет кои ќе одлучуваат дали и за кои врховни судии да се утврди или не одговорност.